Болна слика ги лепеше погледите на штипските пазарџи денеска. Помеѓу тезгите во градежна количка, жално уморно спиеше дете на 5-годишна возраст. Тоа е птен жално. Треба се погрижи за центар за социјални грижи. Ово е греота, без разлика дали е од вера, националност, али душа е сепак човек е. Треба да оде на школа, Треба да оде, да. Шо и да е, треба некој да се погрижи за него. Ви се молам. И молам ја, мислам на институти што се, да се погрижи за тај начин. Па жал, па како не е жално? Децата работа се за децата. Што да правиме? Кажи што да правиме? Кога народа нема пари. И децата, да се мачат. И децата, и родителите сите. Сликата која остава без збор, со голема доза на самооправдување, ја објасни младата мајка, која во ниту еден случај не прифати снимање. Живееме од земјоделие и тоа ни е работа. Ова е најмногу што за моето дете можам да направам. Немам на кого да го оставам дома, а ние за Штип тргнавме пред 5 утринава, зашто моравме да фатиме тезга. Детето е неспано и не можеше да издржи, но бареме до мене. Дали детето често го носите на пазарите вака? Наша работа се нивите и пазарите. Ако не сме на пазар, тогаш сме на нива. Или спијат на тезги, или на нива. Сликата која остава без збор не упатува на спротивното. На удобните детски кревети во градинките, клима уредите и оброците со точно измерени калории и протеини. Ова дете од струмичките села не е единственото кое летото го помина играјки си со топка на пазарите. Ова е пракса на голем дел од младите родители земјоделци. Што нема кој и мора да носи по пазар. Нема кој да чува дом. И така, борба за живот, не и носи по пазарата, нека си има средства и за нив. Што државата може да направи за децата и родителите во вакви случаи е непотребно прашање, но се чини. Добро е барем некои мајки да видат како раснат некои други деца.